Мене ми е навистина жал што некои наши сограѓани, очигледни политички опоненти, ги преспаа последниве 2 години, веројатно и последните 4-5 години. Како што трнале ќе ги преспети наредните, затоа што овие работи се случуваат. И она што ме инспирираше од говорот на Оливер беше во оваа земја се случуваат работи, се случува она, луѓето работат за луѓето. И политичарите, председателот на владата, министрите, пратениците, директорот, Дева очигледно, која што е доста возбудена за денешниот настан, работиме нормално за бенефитот на граѓаните, меѓутоа и нашите сограѓани кои што се ангажирани во овој капацитет, очигледно од оваа инспиративна презентација на Оливер, покажува дека работат не само за компанијата, туку работат за бројни луѓе низ целиот свет, за сериозни прашања, предизвици здравствени, за жал, со кои што се соочуваат. Меѓутоа покажуваме дека како држава, мала на мапата, не знам колку успеавте да забележате, меѓутоа навистина постои само една точка на мапата на инвестиции каде што оваа компанија е присутна, покажува дека и покрај тоа што сме сепак мала точка на таа глобална мапа, можеме да даеме сериозен придонес во тие глобални предизвици. Навистина ми е драго што сме денеска тука. Да, најголема инвестиција во историјата, поединечна во историјата на ТИРЗ, меѓутоа најголема гринфилд инвестиција од осамостојувањето на државата. Значи, заедно со проширувањето на овој капацитет кој што го посетивме денеска, на кој што веќе работиме, и со ова што го гледаме тука, двете фази на компанијата достигнуваат инвестиција која што некаде за малку пократка од 200 милиони евра. Така што зборуваме за најголемата гринфилд инвестиција во историјата на Северна Македонија. И да, тоа е разлика и тоа е сериозен исчекор напред. Она што исто така не прави, би кажал, успешни и различни и успешни, и кој што само го потврдува дека луѓето работат за луѓето, е тоа што имаме инвестиција во дејност која што е сосема различно од тоа што го наследивме. Дејноста е фармација, дејност на 21 век, очигледно гледат и по технологијата на производите со кои што компанијата работи и ќе работи во наредниот период. И мене беше навистина голем предизвик. Кога пред 2 години првпат се запозна со Оливер во дирекцијата кај нас, да заеднички почнеме да размислуваме како овој проект да го направиме реалност. Она што е сега следен предизвик е како ова сега што го гледаме и тоа што ќе се случи тука, она што го спомена Оливер, да го дуплираме или да го направиме 3 пати поголем. Јас сум уверен дека до крајот на годината или веќе на почетокот на следната година ќе зборуваме за двојно поголем. Може инвестиција која што ќе треба да се случи во наредните 2 или 3 години. Ова не е ќе, кој што гледа тоа се случува реално. Она што исто така многу важно, тука стои на лед екранот 1000 евра просечна плата, 1100 патем речено, меѓутоа нема да го коригирам бидејќи таа бројка е доста сериозна. Тоа се случува кога луѓето работат за луѓето. И ако една од првите работи кои што ветивме на почетокот на мандатот на оваа влада, тоа е да работиме реално за луѓето, не работиме за да се сликаме и да сечеме ленти, беше дека ќе ги поттикнеме бројот на работни места, меѓутоа ќе работиме луѓето кои што се ангажирани да добијат пристоен приход, пристојна плата. И тоа веќе се случува. Ако минатата година успеавме да го зголемиме бројот на работни места во компаниите во зоните за повеќе од 2500, односно близу 20%, паралелно со тоа успеавме да ги зголемиме платите за минимум 20% во нето. И тоа се реални ефекти и тоа е последица кога луѓето се ангажирани за луѓето, не самите за себе. Јас ќе застанам тука, сега ќе оставам простори и амбасадорот и премиерот да дадат свој придонес на денешниот настан. Благодарам на сите за поддршката, сега го благодарам на Оливер и на менеджментот на компанијата за довербата што ја даваат и во државата и во институциите, и можам само од оваа говорница ветам дека нема да изневериме таа доверба, туку напротив ќе оправдаме. Благодарам уште еднаш.